После 28 години пауза, повторно на малите екрани. Се заради спортот. И причина, поради која што се собравме, тројца пријатели, да направиме еден проект во кој што ќе ги офатиме спортските активности и спортските работници во градот. Виновници за тоа сме тројца луѓе кои што едноставно решија дека може нешто да биде запишано и оставено во историјата. Тоа се снимателот Дарко Петровски, водителот Павле Симовски и во овој случај водителот на оваа емисија јас Симеон Серафимовски. Нека не ве чуди, 2020 година беше чудна година, но со надеж дека ќе ја деинсталираме и ќе инсталираме нова година, која што еве во овој момент, денеска на 1 јануари 2021 година, правиме емисија во која што сакаме да потенцираме дека не само гостите кои што гостуваа во емисијата Time Out биле спортски учесници и спортски работници, туку и нашиот водител Павле Симовски има со што да се пофали. Поради тоа направивме една мала измена во овој состав и нашиот водител денеска го доведовме во ситуација да биде наш гостин и тоа да гостува во нашата емисија, односно неговата. Затоа, како млад спортиста и млад талент кој што долги години има во своите млади денови оставено стари рекорди, решивме да го прашаме и испрашаме што тоа он во минатото има направено за спортот и на кој начин учествувал во спортскиот тек на овој живот, на овој наш град. Затоа, добар ден и добре дојде во нашата емисија, господине Симовски, односно добре дојде во твојата емисија. Све, најпрво ќе бидеме на ти. Најпрво ти благодарам за убавата најава. Еве, значи, да видат и да дознаат нашите гледачи кој стои позади камерите, бидејќи можеби јас со лик се појавувам во овие емисии, меѓутоа не сум само јас, поголема екипа стои позади ова. И секако, ако не е целата екипа, не би бил Time Out тоа што е. А мислам дека, еве, ајде, да не биде дека многу се фалам, меѓутоа мислам дека е една од најдобрите емисии за спорт која што е направена во нашиот град. Инаку на почетокот сакам да кажам дека и ти го имаш тренирано истиот спорт како мене. Да, морам да се пофалам дека имам учествувано и во тие работи. Атлетиката, кошарката, одбојката, фудбалот, ама со текот на годините и каратето како главен спорт ми беше. Јас само атлетика имам тренирано, другите спортови само сум ги гледал. Па добро, мило ми е што си бил гледач, ја во еден период дури сме биле и заедно во атлетиката, само што годините поминаа, ти како млад активен спортист во тоа време, особено во атлетиката, поприлично добро стоеше и на семафорот, каде што едноставно остави младински рекорди кои што веќе се дојдени во период да остарат поприлично и ден денеска да не може никој да ги собори за жал во Македонија. Што се должи и кои времиња беа тоа? Дали нешто посебно се случуваше во тоа време со атлетиката или едноставно нема луѓе веќе понатаму кај нас кои што може да ги постигнат или да ги рушат тие рекорди од тоа време? Значи вака, последниот рекорд кој што е актуелен е од 2005 година. Значи има поминато точно 15 години, односно повеќе од 15 години, 15 и пол години има поминато. И во тие моменти реков, кога ќе ги оборат овие рекорди, нека ми се јават. Дали некој се јави? Не, уште никој се нема јавено. Рекордите се уште актуелни, значи да се разбереме. Се работи за рекорди кои што се во пионерска и во младинци категорија, односно кадети, еве во фудбалски речник да се изразам. Значи тоа се рекорди во младински категории, со тие резултати бев и сениорски шампион на Македонија и не дека во овие 15 години никој нема истрчано побрзо од тоа. Има истрчано побрзо. Меѓутоа, тоа што сум го трчал јас тогаш во случајот 2005 година, ако го земеме тој рекорд, сум имал 16 години, денес го трча некој на 24, на 25 или на 26 години се трчаат тие резултати. Значи им треба период на адаптација и на тренинзи, поприлично да се ојача мускулатурата на организмот. Да.
Значи, тие резултати се постигнати во младинските категории, резултати кои што во тоа време беа многу блиску до 1000 бодови на унгарската таблица. Не знам дали има промени сега, не сум во тек овие последни 15 на години, дали има некои промени. Меѓутоа се резултати кои што се блиску до 1000 бодови, што е некоја граница што се одредува во атлетиката, веќе како сениор на 18-19 години кога доаѓаш, дали имаш добар резултат или немаш добар резултат. А во овие 15 години од тие рекорди наваму сме имале случаи кога македонски атлетичари со wild card учествувале и на олимписки игри со помалку од 1000 бодови. Од 1000 поени. Да. Сега, ако ја земеме конкретно таа 2005 година, мојот резултат на 200 метра 22-20 имаше 882 бодови, значи некаде околу 900 бодови. 900 И во таа година беше најдобриот резултат кој што го има направено некој машки атлетичар во Македонија. Значи, од пионери до сениори, тоа беше најдобриот резултат во годината, значи некаде околу 900 бодови. 900 бодови. Да. Инаку за себе не сметам дека сум направил нешто кој знае што во атлетиката и дека сум нешто кој знае кој. Меѓутоа мислам дека едноставно после таа 2005 година ми беше направена една неправда, неправедно бев исфрлен од спортот и мислам дека останав недокажан. И затоа овие рекорди границите не се померени. Меѓутоа мислам дека доколку останев можев границата многу повеќе да ја померам. Моја цел во тој период беше да го соборам сениорскиот рекорд на 200 метри, кој што во тоа време беше собственост на Исмаил Мачев. Мислам дека минатата или предминатата година некој успеа да го собори тој рекорд, не сум сигурен. Рекордот во тоа време беше 21:80. Мислам дека тој резултат го има во нозе уште тогаш, но за да не се собори влијаја многу повеќе фактори. Во смисла на тоа дека ние имаме електроника, електронско мерење на времето. Имаше тогаш, има и сега. Меѓутоа многу често се случуваше таа електроника да не работи. Да истрчаш добар резултат, да откаже електроникот и едноставно да ти биде впишан резултатот на штоперица, што не е официјално признат. А мерење со брзина на ветер во грб? Имало мерење на брзина на ветер, имало резултати кои што не се признати поради недозволена брзина на ветер, дозволено е значи до 2 метри во секунда, да, без разлика дали е плюс минус, односно во гради е минус, во грб е плюс, значи плюс ти помага во заврзувањето, нели нормално? Јасно, нормално. Да, и мислам дека имаше такви надпревари каде што имав и подобар резултат во нозе, меѓутоа ете по некоја случајност не се случи тоа. Инаку активно тренирав до 2007 година, меѓутоа 2006-2007 веќе имаше една не стагнација, можам слободно да кажам дека резултатот почна да оди во негатива. Имаше и многу причини за тоа, меѓутоа еве ќе поразговараме и понатаму и за Да, едноставно пошто овдека кај нас повеќето млади актуелно е да тргнат да спортуваат или со карате или со евентуално со фудбал. Зошто баш атлетиката? Значи, мене фудбалот ми е првата и најголемата спортска љубов. Значи, фудбалот и ден денеска го сакам, и тогаш го сакав. Редовно одев на сите надпревари на фудбалскиот клуб Тетекс и на македонската репрезентација, иако репрезентацијата сум следел и кошарка, и ракомет, и одбојка, значи сум бил и на ватерполо, и на футсал, значи буквално во сите спортови репрезентацијата. Меѓутоа, генерално, фудбалот ми беше првата љубов. Сега зошто атлетика? Атлетика затоа што ако обично тој што не знае да игра фудбал му викаат има две леви. Мене да ми речеш дека имам две леви за мене е комплимент. Значи и бетер од тоа беше. Што рече еден пријател во една прилика, вика подобро што не стана вика фудбалер, инаку ќе беше најквалитетно дрво од мене вика. Да. Значи буквално така. Буквално така. Да, случајно со неколку другари, значи на спортски центар ете во тоа време некаде 99-2000 година мислам дека беше тоа. На терен нерамен. Да. Одличен за виткање на зглобови. Да. Значи има и неколку. Значи кој издржи тука да истрча 100 метра или 200 метра, автоматски може било каде да трчи. Значи има и неколку анегдоти околу теренот, значи ќе кажеме и тоа. Случајно започнав со атлетика, многу брзо после 2-3 месеци другарите што почнаа со мене се откажаа, прекинаа да тренираат, едноставно не се најдоа во тоа, бидејќи види атлетиката е еден интересен спорт. Знаеш и ти самиот имаш тренирано. Го имам осетено тој терен таму кај што да трча. Атлетиката е еден специфичен спорт. Кралица на спортот. Значи е основа за буквално за сите спортови основа. Меѓутоа
во атлетиката колку што треба да бидеш физички подготвен, толку треба да бидеш и психички подготвен. Значи, цел живот соработувам и се дружам и со фудбалери, и со фудбалски работници, со се. Фудбалерите ако нешто мразат, тоа е оние 10-15 дена од почеток на подготовки кога треба кругови да трчаат. Значи 10 дена во годината и они викаат, абе дал ќе пројдеме 10 дена, многу монотоно им е едноставно. Да. А значи ние тоа сме го тренирале секој ден. Значи буквално секој ден. Значи почнуваш со загревањето, 4-5 круга, 10-15 круга, зависи од километражата која сакаш да ја направиш. Да, и зависи во која дисциплина си. Ако си во техничките, фалачките, помалку кругови, повеќе на вежби. Ако си маратонец, па ќе се забреш од ќе вртиш повеќе кругови. Да, и ќе се забреш од трчање. Ако ништо друго, барем ќе се оцрта една стаза, една патека околу. Да, па добро, така беше и спортскиот свет. Што поќе трчаш автоматски значи тоа беше направено од газење од нас атлетичарите, не дека од самите атлетичари, за жал. И мислам дека не беше 400 метри, меѓутоа ако ние тогаш имавме лоши услови за тренинзи, какви услови има денеска еден атлетичар во Тетово да тренира. Значи тоа што го имавме како спортски центар, наместо да се надогради. Тоа беше бонус, едноставно. Да. Значи имаше обележан терен кој што само требаше на средина да се направи фудбалско игралиште, да се направат монтажни трибини и атлетската стаза да остане. Зборуваме сега за игралиштето што е на спортскиот центар. Да, сега со вештачка требаше. Значи стазата е некаде меѓу теренот и трибината монтажна сега. Значи тука е таа стотка што сме ја трчале, тука некаде му доаѓа. Меѓутоа денес и тоа го немаме. Значи имаше еден случај, значи сме тренирале нерамно, кал, ако врне дожд и кал и вода и се лизга, ако е суво има прашина, има камења. И имаше еден случај, сме тренирале, значи ние шпринтерица сме облакале само на градски во Скопје кога сме одели на надпревар. Пред единствената Тартан, да, во тоа време, да, имаше и во Велес. Стаза и во Велес и во Охрид. Да, во Охрид беше тврдо и тоа мислам дека не ни беше тартан. Во Велес имаше цела искината со дупки, ден денеска е таква. Во Скопје беше единствена што барем некои услови минимални исполнува. Црвен тартан. Да, црвената, старата. Пред 2-3 години, значи со син ми во Скопје трчаме да го стигнеме автобусот. Значи така ја виткам ногата. Стигам во Тетово, право на доктор и ми вика докторот како ја свитка. И му кажувам што се случи. Значи не е можно, вика, на такво превиткување на зглоб, вика, да само да имаш мала модрица, вика, мал оток, одмам ставив мраз. Не имаше оток, значи мала модрица, вика, обично, вика, за ваков случај се крши зглоб. Прелом мора да биде. Да, значи мене буквално патиката од надворешниот дел каде што е зглобот, беше патиката искината. Значи со зглобот сум зглобот на земја. Зглобот нема ништо. Али патиката лоша реклама. Тоа е се благодарение на таа лоша тренинг. Стаза тренинг и таа стаза. Да, значи зглобовите едноставно се истренирани и значи и на такво кога ќе промашиш тротоарот, на такво ништо друго дава предност понатаму животот. Така е. И кој ќе излезевме на тартан, значи во Скопје бевме многу поподготвени од другите. Тие се секој ден на тартанот, меѓутоа ние сме на лош терен, ни доаѓаше како да трчаме со тегови. Овдека, а таму се ослободувавме. Автоматски се преоѓаме у другиот спорт, одбојкарите како што тренираат за скок на мрежа. Да, и во атлетика се тренира. Значи во атлетика има тренинзи со тегови на зглоб, со влечење на тегови, меѓутоа ние тоа е природно. Природно. Во Тетово беше. И покрај сите услови кои што беа овдека, такви какви што беа, условно, ти успеа да поставиш рекорди кои што ден денеска тешко кој може да ги руши за жал во Македонија. Да, во таа возрастна категорија. Во таа возрастна категорија, се разбира. Сега во тој период автоматски како талент ти дефинитивно учествуваш и во рамките на репрезентацијата. Патувавте насекаде. Дали има анегдоти или некои настани кои се случиле на некои европски, светски првенства, предолимписки настани? Значи, дали може да се присетиш на има многу анегдоти. Значи, најпрво ќе ви кажам, споменав дека дел од другарите што започнавме да тренираме се откажаа. Ќе кажам и која беше пресвртницата да останам прво во атлетиката. Првата победа и воопшто првиот натпревар беше во 2000 година на улична трка крос по 19 ноември ослободување на Тетово. Кое што се одржуваше во градот и се затвораа улиците. Да. Во тоа време денот на ослободување на градот. Да. Значи во тоа време таа трка се трчаше од мостот на Шарена џамија до плоштата.
после 2001, после војната се сменија правилата, па се трчаше од пазар према плоштад. Меѓутоа во тој период се уште прва трка бев 5-то одделение, а категориите беа така поделени што беа од прво до четврто имаше и од 5-то до 8 категорија. Значи јас морав да трчам со 3 години поголеми од мене. Значи поголеми и по возраст и физички поголеми од мене. Сега знаеш и самиот на улична трка треба да си фатиш позиција на старт. Едноставно немав сила да се изборам да бидам во прв ред. Ниту физички бев спремен, ниту беа многу поголеми едноставно од мене. И се застанав на крај. Па што биде, едноставно важно е да се учествува. Почна трката и ја трчам колку што можев, значи тоа е тоа. Сега беше прилично долго, значи мора да имаш тренинг за да можеш да го истрчаш све со еден континуитет, да имаш еден добар ритам до крај. Така се случуваше да веќе кај судот, сега што се семафорите кај судот, значи тоа беше уште коцка во тоа време. Познатата тетовска калдарма. Да. Еден по еден, значи тој што е прв еден по еден само излагаа на страна. Еден по еден се откажува. И ја веќе кај судот сум прв. Теренот сам си изчисти. Теренот се изчисти сам, ја едноставно си одржав мојот ритам, си трчав моја трка, зашто тоа е атлетиката е сам со себе се бори со шоперицата. Не те интересира конкуренцијата. Значи јас може да трчам и побрзо. Меѓутоа уште пред судот ќе бев во аут. Едноставно тој ритам го издржав, целта беше точно пред културниот дом, каде што е пешачкиот премин од култура. Центарот за култура. Да, домот на култура или Андески смок, тука беше целта. Победив, едноставно мене не ми се веруваше дека победив. Веќе на пролет, тоа беше значи ноември, веќе на пролет, пионерско првенство на 12 години, 2001, пионерски шампион на Македонија и на 100 и на 300, пак во конкуренција на атлетичари што се по 3-4 години постари. И така се случи да останам и да продолжам да тренирам атлетика. Сега за анекдоти, би сакал најпрво да го одбележам и првиот рекорд што го оборив. Тоа беше во 2002 година, на 13 години, пионерски рекорд на Македонија на 100 метри во Крагуевац. Извини, значи ти си на 100, 200, 300 и 400. 300 и 400. 400 е она, значи, максималното оптеретување на телото. Да, значи 400 метра, имам на 400 метра само една победа. Бидејќи во пионери и во младинци се трча на 100 и на 300 метра. Нема 200 и 400, нема во тие конкуренции. И 400 метри, значи на 13-14 години трчав со сениори. Значи големо оптоварување за млад атлетичар, значи нешто неверојатно. Значи после надпревар, организмот не е спремен за тие. Млечна киселина, значи не знаеш како се викаш после надпревар. Имам само една победа и таа ми е најдрагата победа. Значи имам во Македонија имам околу 130 до 135 победи на трки во Македонија. Една од тие само на 400 метри, таа ми е најдрагата победа. Бидејќи самиот не очекував дека можам да победам, меѓутоа тоа е веќе 2005 година, имам 16 години и веќе можеш да се носиш со конкуренцијата, имаш позади тебе добри 5-6 години тренинг, да. Инаку од шпринтерските дисциплини убедливо најтешката 400 метри, најтешка. Имам право на една анекдота. Еднаш и 400 со пречки ќе трчам. Првата успеав да ја ритнам, втората кој се удрев у плешката и кој паднав и више никад тоа. Среќа не е таа со водата што е. Да, среќа не е 3000 стипо со водата, не, тоа не би можел ни да го прерипам во тој период. Добро, друго темпо е таму. Да се вратам на рекордот. 2002 година Крагуевац, пионерски рекорд на Македонија на 100 метри, само 100 трчав, затоа не оборев и друг рекорд, веројатно и на 300 трчав и на 300 ќе оборев. Меѓутоа 2002 Крагуевац, една мала екипа, 4 или 5 атлетичари од Македонија на државно првенство на Србија учествувавме надвор од конкуренција. 11:30 мислам дека беше, 11:33 беше до тогаш рекордот, 11:30 или 11:31 истрчав. Прв рекорд, тој рекорд уште најмалку 10-15 до 20 пати го подобрував после тоа. Да, затоа што првиот рекорд го оборив на 13 години, а пионери се до 15. Имав 2 години фора за да го подобрувам. Да го подобруваш рекордот. Да го подобрувам тој рекорд. Па така се случи и рекордот што го пионерски што е на 200 метри, е истовремено и рекорд и за младинци.
бидејќи на помлади години, да, таа оборен, група си. да, е оборен и тој рекорд автоматски. Инаку првиот настап за репрезентација ми беше во исто 2002 година, Балканско првенство во Охрид. Во Охрид и тоа таму го освоив единствениот медал од Балканските првенства, имам неколку четврти места. Единствениот медал од Балканските првенства е на Балкањадата во Охрид и тоа интересно на 400 метра. Едноставно позаобиколен пат влегов тогаш во репрезентацијата, значи буквално никој не ме знаеше, никој не знаеше ни дека постои Павле Симовски како атлетичар. Сум бил на пионерско, ова беше, значи разговараме за Балканско првенство до 17 години. Јас имам 13 во 2002. Позаобиколен пат и едноставно на 100 има кој да трча, на 200 има кој да трча и сега останува 400. Се е попунето? Да, селектор тогаш мислам дека беше Владко Димитров од Охрид, починат. Се е пополнето и сега 400 метра конкурираме двајца. Едниот ќе трча 400, едниот ќе иде у штафета. Селекторот така одлучи, не знам ни самиот како, значи одлучи дека ја идем мада и штафетата освои медал, па и другиот атлетичар, не знам кој беше сега, и тој освои значи, медал, да. Да, значи исполнета да, квотата. фер плей, значи Максимален. да. Истрчев тогаш прва и единствена медалја од Балканските првенства. Значи имам и неколку четврти места, кажав. Меѓутоа горе-доле е тоа. За прашањето за анегдотите со репрезентација, значи имам не знам преку 50, можеби 100 настапи за репрезентација, искрено ги немам. Еве имаме евиденција, ама ги немам. Разгледано меѓувреме. Да, ги немам броено, значи немам таква статистика, бидејќи се атлетика имало првенства каде што на една Балкањада сум трчал на 4 трки. Тоа се 4 настапи или еден настап како надпревар се рачуна, па затоа и ги немам. Селектирано и поделено. Затоа ги немам пресметувано. Многу, преку 20-30 Балкањади, добри 5-6 европски купови. Знаменосец бев на Младинска олимпијада во Италија, во Лињано Сабијадоро во 2005 година. Учествував на светско првенство во Маракеш, во Мароко, на 100 и на 200 со исполнета норма, значи тоа е многу битно, не со вајлд карта, туку со исполнета норма во двете дисциплини. И мислам дека тогаш бев прв македонец после 92 или 3 година што оди на некое такво првенство со исполнета норма. Еден таков податок, да. Што го исполнил резултатот? Да, значи норма е А не само да се пополни бројката, да, со вајлд картите што го прави. Да. Значи подготовки со репрезентација, не знам, во Македонија, не знам и каде не сме били, значи од Попова Шапка, Маврово, Охрид, Дојран, Пелистер, не знам, можеби нешто пропушти, во Бугарија сме одели на Тргнуваш во зима, завршуваш во лето, Да, варијанта. најмногу ги сакав на преварите во Сала, во Атина што се одржува, тоа беше секоја година околу 15 јануари, во Сала се трчаше во Атина, во тоа време во Атина беше единствената сала за атлетика на затворено на цел Балкан. Имаше една во Бугарија, меѓутоа не исполнуваше услови таа сала. И Балкањадата секоја година 13, 17, 15 јануари беше во Атина. Нешто као коментариве стално кој се на европски или на светско првенство во јануари периодот. Да, значи тој надпревар со Балканско првенство се одржуваше тогаш. Сега има веќе сали и во Београд, има и во Истанбул, има и други сали, и во, мислам дека и во Романија одат сега. Да, ама сега сме 2021. Сега е 21, добри 15, 16, па и 20 години. И најмногу ги сакав тие надпревари, бидејќи овде во Тетово, кога ќе фатеше снег, студ во јануари месец, ние 2-3 дена пред тоа првенство, Тетово тргнуваш со јакна, капа, нараквици, чизми, фул опрема, буквално фул опрема. Тргнуваш од Тетово, како одиш надоле по автопатот, тогаш не знам како му беше името, после Александар Македонски, сега пријателство, не е ни битно, како што тргнуваш надоле, така по нешто соблакаш. Прво, капата, шалот, во Гевгелија веќе си со јакна откопчена по тренерки и кога ќе стигнеш во Атина, во хотел се чекираш со патики и горе по кратки. Во Атина во јануари месец шеташ, значи буквално по шорцеви и по кратки, со патики, не со влечки. Не е до толку, бидејќи температурата е 20 на 22-3 степени, да. Али пола метра снег нема. Нема снег, а овде од Тетово кој ќе трнеш последно у 6-7 савајле кој треба да трнеш, треба да станеш, па Плюс од озгора бинго дали е исчислен путот до Тетово Скопје. Да, автопатот, значи со снег савајле 6-7 снег автопатот. Не бе, не ти се мисли ни на атлетика, ни на надпревар, ни на ништо. Ама кој ќе пројдеш више да. Значи кој ќе пројдеш надоле Гевгелија, значи више влагаш. Па и после солоно уште потопло, све одлично, значи не знам.
Најмногу ги сакав во зима тие надпревари. Сме оделе и по еден месец во Бугарија сме седеле, значи и таму и во Петрич на подготовки, и во Софија на надпревари, во Сала сме седеле. Меѓутоа нема разлика од тоа што било овде. Неисчистени улици од снег, кал до колена сегде, ладно, значи тоа е многу битно, ладно било. Не можеш да трчаш на ладно, салата не загреана, меѓутоа во Атина перфектни, феноменални услови сме имали. Значи, од сместување до климатски услови и до салата каде што се трча. Значи, загреана, чиста, со облекувални чисти перфектно. Последен пат бев на првенство во Атина, не предпоследен, беше пред Олимпијадата во 2004 и пројдовме навистина многу убаво, значи градот уште тогаш живееше за Олимпијадата, значи цел град беше со билборди, со паноа за Олимпијадата, се најавуваше, се градеше, направија многу добра спортска инфраструктура во тој период, посетивме неколку тие објекти, денес се и тие запуштени, бидејќи Обично така бидува после секоја Олимпијада. Да. Зошто едноставно прекина? Што беше причината? Значи беше на добар пат едноставно и во погорните категории да постигнеш нешто. Значи види, имаше повеќе причини. Значи веќе 2006-2007 година доаѓаме до еден период каде што имам веќе 17-18 години. Атлетиката е тотално аматерски спорт. Значи нема буквално ниту еден денар за работка, а треба да се инвестираат многу средства. Значи знаеш како било, меѓутоа еве и за гледачите да знаат. Значи на спортски буквално сме трчале со стартки, патики, обични од пазар од 200 денара. Што ќе се најде? Буквално, значи, искинати прстите напред со крв. Значи, буквално со крв. Шпринтерица не можеш да облечеш. И сега доаѓаш ти веќе во еден период каде што сваќаш дека едноставно не можеш така да напредуваш. Тоа го кажуваат и резултатите. Ја важев за голема мрза за тренинг. Значи, 5%, 10% од тоа што требало да се истренира, сум го тренирал. Може сум присутен и 5 сата денеска на тренинг. Меѓутоа на тренинг бев најслаб. Губев од сите и тоа јадев прашина позади, ама кој ќе дојде трка, нема. Позади мене го корнем тартанот. Не оставам да ме победи никој. Едноставно. И веќе доаѓаш до еден период каде што велиш вака не може. Бараш нешто подобро. Во тој период имаше голем интерес за мене и од најдобриот бугарски клуб во тоа време, не знам дали е денеска, кажав и претходно дека не сум во тек толку со случувањата. Клубот од Софија се викаше Класа, клуб за лека атлетика при Софиската академија. Имаше интерес и од Црвена звезда од Белград. Имаше интерес и од Романија, од романски клубови. Меѓутоа во тој период сметав дека за мене е најдобро да одам во Бугарија да продолжам, бидејќи бугарите имаат најдобри услови за атлетика на Балканот. Кога велам Балкан, тука не ги ставам земји како Грција и Турција, кои што се во конкуренција. Да, според условите и според финансиите се надвор од Балкан. Во тоа време Хрватска не учествуваше на балканските првенства, се уште денеска учествува. Затоа и хрватите не ги ставам во таа конкуренција, значи од останатите Македонија, Бугарија, Србија, Босна, Албанија, Косово тогаш се уште нема репрезентација за да учествува. Романија, Молдавија, Босна, не знам дали ја кажав. Од тие држави бугарите имаја најдобри услови. Едноставно, значи не ми се издаваше исписница од тука од атлетскиот клуб Љуботен, каде што почнав и каде што тренирав. Се обидов да преминам во работнички и бев на еден најгруп начин суспендиран на 2 години. Со објаснување дека сум давал изјави на телевизија против клубот, селекторот, против федерацијата. Не знам што имаше во тоа време на емисија Дерби која што одеше на КИС телевизија. Наводно сум давал таму, меѓутоа ништо од тоа не беше ниту докажано, ниту беше процедурата запазена за суспензија, меѓутоа сето тоа го издржав. Значи 2 години продолжив да тренирам и од своји средства учествував на државните првенства на Бугарија во тоа време. Надвор од конкуренција. Бон конкуренција. Да, надвор од конкуренција, иако имав резултати каде што можев да бидам и шампион на Бугарија во
ама тогаш во мојата генерација, не со поголеми, значи да, разговараме во моја Да, генерација. пошто таму се више и поделени. Да. Да, во мојата генерација и каде што сум бил и со една генерација повозрасни, каде што би бил меѓу први три во Бугарија, таму беше нивниот интерес. Едноставно бугарите се најдобри на Балканот за да произведат атлетичар. Си имаат они нивни начин како тоа да го направат. Можам да кажем еден пример и од тие денови каде што атлетичар од Пловдив кој што игра фудбал во трета бугарска лига, доаѓа, се сеќаваме на еден надпревар имаше митинг во Софија се држеше, нови звезди. Пријавени 16 атлетичари за надпревар во полуфинале, се прави една група од подобрите, првите 8 во прва група се, послабиве 8 во втора група. Јас и он сме во втора група со послабиве. Од првава група првите 6 одат во финале, од вторава група првите 2 одат во финале. Јас победувам во вторава група, значи ништо посебно резултат, веројатно не се не сеќавам. Дечкото од Пловдив имаше 11:70 резултат. Знаеш што значи 11:70? Значи ја како пионер 11:30 сум истрчал. Тоа е едноставно 30 метра позади. Да, а сега разговараме за атлетичар од 19 години кој што трча 11:70. Што треба да е не више 10 и пол. Да, во финалето завршувам како петти таму, значи сум победил еден или 20 како му доаѓа таму од поквалитетната група, да, 20 од поквалитетната сум победил. Разговор што како вика имаше некои селективни, прават значи Олимписки комитет на Бугарија и Атлетскава федерација селекција, прават ме видоја, ме зедоја, не знам што, окей. 11:70. После 3 месеца истиот дечко од Пловдив 10:25 трча на 100 метри. Норма за Олимпијада, во тоа време норма беше 10:28, не знам сега колку е. 10:25. Нешто чудно се случи. Волшебно стапче. Значи бугарите имаат буквално волшебно стапче да произведат атлетичар. Оди на Олимпијада, таму си трча 11:30, 11:40. Важно учествувал на Олимпијада, знаете, Олимпискиот комитет финансира ако исполниш норма, значи Норма и квота. А во тоа време бугарскиот олимписки комитет нивната тарифа беше 10 пати поголема од тоа што беше на македонскиот олимписки комитет. Кај нас ако беше 15.000 евра, кај нив беше 150.000 евра за исполнета норма. Ама волшебното стапче функционира. И то. Тренинг, што? Волшебно стапче. Значи го имаме резултатов, ама не Значи знаеме. не сакам да преудицирам, еве не спомнав име и за кого се работи, меѓутоа очигледен допинг. Очигледен допинг. Доаѓаме на времето на Карл Луис и на Бен Джонсон варијантата, а? Да. Значи очигледен Имаме допинг. или немаме светски рекорд? Што едноставно не може да се докаже и да му правиш допинг тест на спортистот во случајот на атлетичар. Значи не може никогаш да се докаже дека тој бил допингуван. А очигледен, ние што сме работеле, што знаеме како функционираат работите, знаеме дека се работи за класичен допинг. Еве, не оставивме простор никој да не тужи за клевета, не споменавме ничиво име. Да, очигледно имаш искуство и пракса со тој Да, проблеми за тоа сега. иако значи го знам и со име и презиме, значи знам Добро. и многу Нека се остане во историјата. Не навлагам, затоа велам, не навлагам во толку во детали во случајов, меѓутоа еве еден пример и сакав да се пробам едноставно во Бугарија, не ми беше дозволено, бев суспендиран. Едноставно имаше во Атлетската федерација во тој период една клапа што решаваше, што сечеше глави, што кршеше нози. Едноставно никој не се најде фраер да рече чекаме срамота е што правите вие. Значи ми е најдобриот атлетичар, кажав 2005-та, значи си имам најдобар резултат на 16 години во сениорска конкуренција. Значи ние го губиме сега најдобриот атлетичар, Горан Пандев. Зашто Горан Пандев некому не му одговара, Да, ама нема да игра више. Горан Пандев фудбал. Одлучuje некој, не беше еден, значи затоа велам клапа, учествуваат 3-4 во тоа. Еве пак нема да споменам имиња, значи. ама дефинитивно во атлетиката го немало Батеване, Да, го немало Батеване. кој ќе пресече и ќе рече. Упакет. Имаше луѓе кои што сакаа да видат Батеване, меѓутоа не знаеја и не можеа да видат, значи делот нив се и денеска и починати веќе, дел се уште меѓу живите, меѓутоа 2 години продолжив да тренирам, трчав на државните првенства на Бугарија и кога ми помина казната, конечно се регистрирав најпрво во работнички во Скопје.
со намера да продолжам во Бугарија, меѓутоа тоа никогаш не се случи, бидејќи веќе немав 16 години, веќе имав 18. Полнолетен. Резултатите не беа веќе тие што беа, бидејќи гледаш многу неправди околу тебе. Си створил револт едноставно Да, себе. значи едноставно спортот ти ствара одбивност. И едноставно последната трка во 2007 година ја истрчав за работнички на 100 метри 11:71. Па добро, горе доле. Колку бугари што беше на Колку што- Олимпијада. Значи може со волшебно стапче, може, ама Да. Само Ама, без дополнителни хемикали. Да. Едноставно не беше тоа и едноставно, не знам, продолжив да си одам на спортски надпревари, да го гледам Тетекс, да ги гледам македонските репрезентации. Да, автоматски сега, бидејќи се откажа од првичната љубов, ти не можеше да побегнеш од спортот. Да. Од спортот нема бегање, значи веднаш следната година започнав и со новинарство, започнав под некои сајтови, ќе го спомнам Macedonian Football, на кого и ден денес сум им благодарен што добив прв пат таму шанса да пишувам. Нормално, волонтерски, се уште тогаш студирав. Потоа имаше еден весник, Спорт прес се викаше, но таму 3-4 месеци па згасна, ниту денари таму, не знам, ниту некогаш ги побарав парите, меѓутоа понатаму дојде и поголеми работи, едноставно тоа беше препорака за нешто друго, за едноставно каде што веќе можеш да живееш од новинарството, каде што имаш работа, значи долги години дописник во Дневник, кратко и во Македонски спорт, во Ултра после, прв пат на телевизија, и ја сега на КМ. На КМ телевизија, Да. кај што си се. Да. Во меѓувреме си создаде и една пасија. Како што почна да шеташ по спортските терени, бидејќи веќе не си со атлетиката, почна да посетуваш фудбалски надпревари, ракометни, кошаркарски, автоматски кај тебе, тоа гледачите сигурно не го знаат, ама ќе го дознаат во наредниве минути, ти створи една пасија на собирање карти и разни проспекти што се по утакмиците, по надпреварите. Од каде идејата? Која ти е прва карта која што си почнал да ја собираш или евентуално некој документ кој што е од некој настан кој што се случи? Значи вака, ја кажав и претходно, значи првата и најголема љубов спортска ми беше фудбалот. Не знам да играм фудбал, меѓутоа додека тренирав атлетика, редовно одев на надпреварите на Тетекс и дома ги запишував сите резултати, сите состави, не само од Тетекс, значи и од фудбал, и од кошарка, и од ракомет. Значи едноставно тоа ми беше едно хоби. Прв пат на надпревар од репрезентација бев во 2003 година, Македонија Словачка, квалификацијски надпревар 0-2 загубивме во Скопје на градски стадион, а ме зеде тогаш мојот професор во основно Мирослав Петрушевски, сакам да го поздравам денес. Он беше нешто тогаш во фудбалска федерација, контролор или нешто најмалку битно сега, не знам, значи не зеде од школа како ученици кои што се интересираме за спорт. Едноставно ме однесе на надпревар, гледав и се ја зашивав картата за успомен. Ја имаш и во твојата колекција? Да, ја имам во мојата колекција. Тука е, тоа е 2003 година. Потоа како што одев на надпревари и на Тетекс, мада на Тетекс и не сум плаќал нешто кој знае колку карта во тој период, бидејќи одев и службено сум одел, значи како дописник. Како новинар, како дописник на спортските новини. Не сум плаќал и не ни собирав карти за да земам карта од стадион за успомен. Едноставно, како репрезентација, ќе одиш на репрезентација да се акредитираш и да одиш како новинар, ти даваат карта. И почна да се собираат карти. 5, 10, 20, 30. Значи денес имам преку 1500 карти, од кои што во колекцијата имам околу 200 од фудбалската репрезентација на Македонија. Колку што сум запознат ги имаш дури и од првите надпревари. Да, таа ми е најдрагата карта во моментов што ја имам. Македонија-Словенија 2:0, 93 година, првиот домашен надпревар на суверена и независна Република Македонија. Првиот е во Крајн, на гостински терен, меѓутоа првиот домашен и морам да признам дека таа карта ми е подарок од еден французин, мислам дека е французин, евентуално може да е французин од Белгија, меѓутоа по името, по името и презимето треба да е французин, не се сеќавам.
Пошто човекот не го знаеш, туку го знаеш преку контакт од интернет. Значи преку Facebook, едноставно човекот ми пиша дали ќе одиш да гледаш Реал Манчестер. Зборуваме за Суперкупот што беше во Скопје. И му пишав дека не планирам. Зашто не ме интересира едноставно тој фудбал. Да, тоа подоцна малку во емисијава ќе го разјасниме. И вика ми треба карта, вика, за колекција мене од тој надпревар. Па викам, ќе пробам, ќе аплицирам. А муабетот го правиме на задниот ден за аплицирање за карти. А имам другари, значи навивачи на Реал и на Манчестер, си да аплицирано, абе ќе дојдеш не викам, не ме интересира, викам. Да, пошто тоа беше преку интернет само, не беше продажба на стадион. И ајде викам да му направам услуга, викам на белгијецов, французинов или што и да е, викам ќе аплицирам на задниот ден, значи аплицирам за карта најефтините што можеше да видат 900 денара позади гол. Аплицирав и ми стига после известен период известување одлив на средства од трансакцијска сметка. Картата е платена. Да. И отворам на апликацијава од банкава што е работава и гледам парите ми повлекла УЕФ. Викам ја добив карта. После 5 минута стигна имейл. Одма го известив пријателот дека карта ќе има од надпреварот и вика еве ти одбери, вика што ти треба од неговата колекција. Да, мене ми треба стварно многу, значи уште бев тогаш на почеток. Ја значи картите се собираја од тоа што сум гледал. Значи не ни знаев дека постои колекционерство на билети, на влезници од спортски надпревари или нешто. Значи абер немав, едноставно си ги чував дома, си ги како идеш на стадион. Дека луѓе има по светот кои имаат пасија по собирање на карти. Да. И ми вика, одбери се вика што ти треба за карта, за услуга. И 10 карти од 90-тите од македонска репрезентација ми даде за таа, меѓу кои и ова против Словенија. Првиот надпревар на Македонија на домашен терен, исто така многу драга карта ми е и надпреварот против Данска, актуелниот европски шампион од 94 година. Во тоа време. Првенството во 92. Кај што ти доја као замена за Југославија. Карта. Да, како замена на Југославија и го освојуваат првенството. Да. Првиот квалификацијски надпревар Македонија го игра на домашен терен против Данска и тој билет го имам, тој ми е подарок од терен пријател, исто колекционер од Скопје, Мартин, него да го поздравиме во оваа прилика. И морам да кажам дека единствената карта што ја имам од фудбалскиот клуб Тетекс од време на Југославија е надпреварот од, да се потсетам само на годината, 23 септември 81 година, Црвена звезда Тетекс на Маракана. Сега, ако не се лажам, мислам дека Тетекс води 0-2 на овој надпревар, па губи 3-2 после, немам запишано резултат тука, меѓутоа мислам дека е така, исто подарок од Мартин, од пријателот колекционерот од Скопје и ова е единствениот билет на Тетекс што го имам од надпреварите во Југославија. Па добро, и многу години Тетекс не беше ни во првата ни во втората лига, беше мал период, така да и ова е некое богатство. Добро, значи еве до сега ние на карта нема излезено домашен надпревар на Тетекс во тој период. Стадионот знаеме дека бил полн на секој надпревар, значи ама картите ги нема. Карти нема. Значи едноставно еве ако некој има нешто од Тетекс од тој период, слободно значи нека се јави, дали преку телевизија, дали преку Facebook да ме побара. Слободно нека се јави. Не, после овие податок веќе ќе те контактираат. Сигурно некој чува. Имам видено само еден билет домашен на Тетекс против Олимпија Љубљана 81 година во прва лига. Тетекс победува 3-1, а Цоли Урошевич, кој што ми беше гостин во претходните емисии, има дадено 2 гола на тој надпревар, а овој податок е од него, од Цоли Урошевич. Да не има картата кај него, он. Па пошто играл на терен, веројатно нема платена карта. Добро, некој. Меѓутоа картата ја има кај Бато во галеријата на слики за фудбалскиот клуб Тетекс, таму е таму е изложена. Кој што беше гостин во твој. Да, и Чичко Мато беше гостин. И тоа е тоа, значи за југословенскиот период. Имам гледано карти по интернет од гостување на Тетекс, меѓутоа разговараме конкретно за домашен надпревар, дека имам видено само еден билет. Значи од 50-та година Тетекс се формиран до 92 година игра во првенството на Југославија, дали македонска лига, прва, втора, небитно. Не, прилика се сеќавам беа бели со плави линичиња, обично такви беа картите за Тетекс. Да, така беше кај сум присуствувал на тие надпревари, ама ете не ми текнало у тоа време барем да зачувам еден билет за тебе. Да. Барем се да го имаш у колекција. Па и ја не сум бил у план уште. Па добре.
Јас сум присуствувал на надпревари кај што едноставно Да. беа мал И поогамни. да, така се роди, значи тоа хоби со собирање на билети, значи гледам многу надпревари, еве има и нешто и списанија, значи ги собирам и овие списанија, меш програми ги викаат инаку. Случајно да немаш од 17 ноември 2007 година, тога ми е свадбата моја. Треба да имам, значи тоа е Тогаш имаш еден надпревар кој што ми остана усеќавање, јас да ми беше свадба, ама вечерта се играше една прекрасна утакмица на градскиот стадион во Скопје. Успеа да не побегнеш од свадбата? Не, немав намера. Ми беше пријатно и убаво се Веќе се забавав. вратиш после победата. Да, тешко. Еве го, 17 ноември 2007 година, Македонија-Хрватска 2:0 во квалификации за Европско првенство 2008, градски стадион Скопје гледачи 15.000. Ова е првата победа на Македонија над Хрватска. Да. Ако не и воопшто, Единствената победа во историја. Горан Мазнов и Илче Наумовски стрелци. градски стадион Скопје гледачи 15.000. Да. Само времето кал до колена. Знам и на свадбата кај мене беше така исто, веднаш. Не било далеко. Да, јас гледав на телевизија. Значи ти едноставно можем да одберам датум кој било, горе доле може да го Ако имало надпревар. ако имало надпревар. Да, Добро, имало ја надпревар на ептен си тој го датум. памтам и по оваа утакмица и Значи мислам памтам дека поred нешто Македонија друго. до сега има одиграно околу 240 надпревари фудбалската репрезентација. Јас имам околу 200 билети. Значи поединечни. Значи тоа е поише од 2/3 на надпреварите што се од Со тоа што Македонија. на поголем дел од надпреварите ми фалат тие што се играле на други континенти и на подготовки во Анталија. Значи Македонија има играно 5 пати против Кина на гости и немам ниту еден. Да, тие пријателските пријателските во беа. Кина. Немам ниту еден билет од тие надпревари. Имаме одиграно 3 надпревари во Бахрейн на турнир, исто тие ми фалат. Имаме неколку надпревари во Иран, исто така. Против Катар во Франција на неутрален терен, гостување во Саудијска Арабија, гостување во Оман. Еве сега последно ги најдов исто многу ретки билети од настапот на Трофеј Маријан турнирот во Сплит против Полска и против Хајдук Сплит. Тие ги најдов сега. Тоа е последно, значи што е додадено. Збориме за Хајдук Сплит. За Хајдук. Ногометни клуб. Да, ногометни клуб, хрватски ногометни клуб. Не Сплит. Да, не за РНК Сплит, да, 1-1 игравме. Се сеќавам го гледав надпреварот на телевизија, Артем Шахири даде гол за 1-1 пред крај на надпреварот. Интересно е тоа што на надпреварот против Полска, вториот надпревар значи на турнирот, 3-0 го губиме тој надпревар, така е една комбинирана репрезентација на Македонија. Без состав варијант. Да, имало само 5 гледачи на стадионот. Зашто се игра надпревари во февруари беше многу ладно. Македонија, Полска играат на полјут, Особено у Сплит знае да биде значи покрај море, покрај море 5-6 ладно гледачи ветер. имало и се сеќавам тогаш излеше во вестник дека Хајдук сите 5 души што купиле билет да го седат на преварот ги наградува со сезонска карта на Хајдук. За својата За лојалност, целата дека дошле да гледаат надпревар на две екипи кои што немаат врска со градот и со државата. Е сега овој билет ја што го имам не е од тие 5, тука е од тие непродадените. Што се останати. Да, тие што се останати. А поприлично останати. Останале многу се, не знам колку имало и штампано, меѓутоа останале Добро, полјот бере поприлично. Добро, они веројатно претпоставлjalе дека нема да имаат полн Дека стадион, не гледаш. може 500, 1000, 2000, 5000 карти биле штампани, меѓутоа не е битно, добро е да се има во колекција. И ми не достигаат билети од ова последна 2020 година, бидејќи нели надпреварите се играат без публика. Во Скопје знаеме дека немаше никаков вид на карти за надпреварите, меѓутоа од гостувањата во Грузија и во Естонија се уште ми не достигаат билетите, бидејќи таму биле и штампани по 2-30 карти за секој надпревар, поединечно за секој Што е надпревар. евиденционални. За луѓето кои што биле во VIP. Значи, да, гостите во VIP добивале пластична легитимација за нагуша, плюс билет со број на седиште кај што треба да седнат. Значи, тие ми не достигаат, можеби ќе ги најдеме, можеби не, ќе ги контактираме федерациите и на Естонија и на Грузија, фудбалските федерации. Можеби ќе ги најдеме, можеби нема да ги најдеме, меѓутоа Сега е лесно, интернетот е отворен, едноставно контактот е тој. Најголем проблем сега во колекционерството со карти прават овие билети, етикетс. Значи, едноставно купуваш карта преку интернет, Штампано нема штампано ништо, со телефон влагаш на стадион со Баркод баркод, се скенира. да, евентуално ако го иштампаш на А4 формат, меѓутоа тие не ги собирам, бидејќи не ги рачунаме ние колекционерите
За карти, за вредност да има значи некад. собираме само регулар тикет, значи што би рекле на англиски, обична карта како што се овие што ги имаме, меѓутоа затоа се тука списанијата, имаме списанија, имам и од Грузија, сега не знам дали го извадив тука. Меѓу картите значи собираш и дел од списанијата. Да, меѓу програми да. Види значи бројка, големина од прилика, имаш представа колку како што карти имам преку 1500. Карти преку 1500, а списанија имам сигурно преку 300 еве на груба бројка да кажам, бидејќи тука имам списанија и од Тетекс, од финалињата на Куп, од европските настапи на Тетекс имам списанија, дел се од првенство, од надпреварување, значи во Македонија имало светско првенство во ракомет за младинци, си имам списанија и од такви надпревари, затоа околу 300 списанија плюс минус сега. поприлично кубикажа на Да, карта и на материјал. Да. Поприлично доста, значи имам и нешто и знаменциња, значи од екипи, од репрезентации, горе-доле екипи со кои што играл Тетекс или репрезентација што играла против Македонија или некои учесници на некои големи надпреварувања кај нас што биле, па сум бил присутен, случајно сум се нашол нешто значки, меѓутоа во помал број да речем, можеби 50 на знаменциња и уште толку значки, едноставно не по секоја цена да се бараат. Приоритет имаат картите, да, на второ место се списанијата. Автоматски, со самото собирање. Нели се отвара нова пасија, поприлично бараташ со податоци и со настани и со резултати. Очигледно негдека или го имаш запишано или си се заинтересирал ова сето да го имаш негдека заведено и запишано. Дали створи нова пасија утекот на времето на собирање на картиве и чисто као куриозитет едноставно дали од прилика знаеш како се одвивало текот на првенствата во минатото. Тука кај нас резултати и со самата спортска работа као спортски новинар ти поприлично си навлегол во светот на податоците. За нашите гледачи уште еден податок, твоја лична пасија е што сега ќе ја дознаат лично од тебе, дека ти поприлично знаеш за луѓе и настани од времето на бившата Југославија и на кралството, кога си играл фудбал на овие терени, кога е започнат фудбалот во Тетово и во Македонија воопшто, па и во бившата СФРЈ. И дури многу ти е полесно да ми кажеш екипа за или надпревар кој што се одвивал 64-та година тука, отколку да ми кажеш за нешто што се случува денеска на европските или на светските терени, као фудбалски надпревар. Од меѓународен спорт, значи пратам само европски и светски првенства. И тоа пред се поради албумите на Панини, кои што исто така ги собирам и ги имам сите од кога сум почнал да ги собирам, само еден не ми е пополнет до крај. Тоа е... Добро, ама сега ќе имаш оваа прилика годинава. Сега веќе да не разговараме, сега Македонија. Сега е Македонија, па ќе имаш шанса да направиме еден Панини наш. Да. Конечно. Да. После 29 години. Значи пасијата за запишување на резултати ја имам уште пред времето да започнам и да тренирам атлетика и да одам на стадион и да собирам билети и списани. Едноставно сите резултати. Прв пат новина Весник Македонски спорт купив во 98 година на 9 години. Значи на училиште наместо да купам јадење. Павле е роден 89-та година. 89-та година, значи 98 9 години на училиште наместо да купам јадење со тие 10-20 денари, јас купував Весник и читав Македонски спорт. Кога ќе дојдев дома, сето тоа од тетратките школски, ја ги запишував резултатите. Тетекс. Ќе погледнеме, имаш. Да, имам и тоа. И така едноставно започнав да копам, да се навраќам, едноставно не ме задоволуваше само тоа што се случува во моментов, почнав да копам и наназад. Значи приоритет ми бил македонските екипи, значи и во Југославија и во периодот на Втора светска војна, кога играат во првенство на Бугарија и претходно во кралството на СХС, односно Југославија. Тоа ми било приоритет, со тоа што на прво место ми бил секогаш Тетекс и резултатите на Тетекс. Навијач на Тетекс или Љубот? Навијач на Тетекс, мислам дека веќе стана јасно, меѓутоа еве една интересна работа ќе кажам тука. Од 2008 до 2012 година во еден мандат бев генерален секретар на фудбалскиот клуб Љуботен, волонтерска функција, избран на собрание
и едноставно тука научив еден занает, не заработав пари од тоа, значи едноставно добив едно знаење кое што и ден денеска го користам, значи без разлика дали на Тетекс или на Љуботен или на било која екипа и потребало помош или совет околу толкување на правилниците и на пропозициите на пасиониран навијач за Тетекс, а помог во текот на кариерата си помогнал и на едниот и на другиот клуб, градски. Збориме. Значи види, ние мора да видиме каде што и се и Шкендија ево да не ја заборавиме, значи, како градска екипа и Ренова. Одлични односи и со Шкендија и со Ренова. Значи, но си бил функционер и во Љуботен и во Тетекс. Во Тетекс сум навивач. Чисто како навијач. Во Тетекс сум само навивач, значи никога сум немал официјална функција во Тетекс, иако ми било нудено, морам да признам, меѓутоа едноставно сметам дека ако си навивач не можеш трезвено да размислуваш и да одлучуваш, може да се направи грешка, што не било така во Љуботен. Значи морам да кажам, Тетекс и Љуботен во тој период додека ја бев секретар, играа многу пријателски надпревари. Секогаш во себе потајно навивав за Тетекс, меѓутоа едноставно не покажував чувства на тие надпревари, не се радував тогаш на головите на Тетекс, не сакав никого да иритирам, бидејќи ги почитувам сите навивачи, ги почитувам службено. Да, ги почитувам и старите љуботенжи кои што секогаш навивале за Љуботен и живеат за тој клуб како што јас и ние го сакаме Тетекс, така и тие си го сакаат Љуботен. И такви навивачи има и Шкендија, такви навивачи има и Ренова и сите останати клубови. Едноставно, значи и во мојата работа новинарска, едноставно им давам поддршка на сите клубови тетовски. Значи ние сме локален, регионален медиум. Општо збориме за спортот, воедно и во градот. Општо за спортот, значи не само за фудбал, значи и за кошарка, и за одбојка, еве ракомет сум немал прилика, имало порано ракомет во Тетово. Да, за жал тоа е згаснато. Да, Љуботен, потоа и Шики Елак се вика екипата, меѓутоа сум немал прилика, еве се надевам дека Тетово ќе добие сениорски ракомет. Значи јас уживам во ракометот, еден од најубавите спортови, спорт каде што имаме големи успеси. Меѓутоа тоа е тоа. Значи јавно признавам и не кријам тоа дека сум навивач на Тетекс, меѓутоа ги почитувам сите клубови и за сите сум отворен и за соработка и за било каква помош. Да се навратиме на податоците кои што ги имаш во врска со фудбалот. Ти со текот на годините поприличен број на податоци имаш собрано од разни утакмици. Дали планираш или имаш некоја идеја да го преточиш тоа во некој си запис? Едноставно тетратката е ко тетратка. Таа е лично за тебе, со пенкалце е напишана, а подобро би било некоја варијанта на печатена верзија. Значи вака. Се што беше запишано во тие тетратки, тефтери, тоа е префрлено нормално во електронска верзија, во компјутер. Имам до сега неколку црпнати компјутери. Да, само знаеш како ми викаат мене, да ти имаш сликано со апаратот, ама тоа е виртуелна уметност, вика. Едноставно го има во компјутерот, ама го немаме опипливо во рака. Така да и ова како документ, доколку остане во компјутерот, мислам дека со текот на време побрзо избеднува него штампаната варијанта. Да. Значи вака, се надевам дека сето тоа ќе излезе во еден убав проект, една книга. Планот ми е значи да издадам една книга со околу 1000 страни, една енциклопедија спортска наша, во која што ќе бидат застапени четирите големи екипни спортови: фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. 90%, може би повеќе 90% од информациите и податоците ги имам. Планирам да излезе 2022 година, значи наредната година. Сега може би ќе биде чудно зашто 30 години спорт, а 2002 Македонија прогласила независност на 8 септември 1991 година, бидејќи 1991-1992 сезона македонските екипи се уште играат во првенството на Југославија. Да, немаме се уште лига наша. Да, не знам зошто било, дали било некој страв во тој период, сега јас сум бил многу мал, не можам да кажам конкретно што било работата. Меѓутоа 91-92 сезона Македонија се уште игра во првенството на Југославија. Дури веќе април-мај месец 92 година почнуваат македонските екипи да се откажуваат од првенството на федерацијата што се. Значи во прва, втора лига што играле, каде што има екипи од различни републики, почнуваат да ги напуштаат првенството и да се подготвуваат за настап во новото првенство на Македонија. А екипите кои што играат во македонска лига, тогаш обично трети ранг било тоа, во случај во фудбал било и четврти ранг, бидејќи имало и трета лига, остануваат да го доиграат првенството до крај,
Меѓутоа, раководењето на тие првенства ги преземаат фудбалскиот кошаркарски соодветниот сојуз на Македонија. Постепено. Да, го презема, бидејќи морало да се одреди некој пласман на екипиве за да ги формира, да се формира македонско првенство. Ние во Македонска лига имаме 16 екипи. 91, 92, значи во четвртиот ранг. Меѓутоа имаме и 7 екипи во трета, имаме 2 екипи во втора, имаме една екипа во прва лига. Ако ги собереме заедно се 30 екипи. Не може сите 30 да играат во едно ново првенство. првенство. Да, јасно. Мора да има некој ранкинг на екипиве како ќе се направи. И токму затоа тие првенства се одигруваат до крај, македонските што се, а тие каде што играат екипи од повеќе републики, македонските екипи напуштаат и се подготвуваат за од август месец да почнат да настапуваат во македонско првенство. И токму затоа 92 година е земена како почеток. Еве фудбалската репрезентација, првиот натпревар го има одиграно на 13 октомври 93 година. Значи уште подоцна. Меѓутоа, ова разделување со другите републики спортско, напуштање на екипите на првенствата го земам како еден почеток на спортот во независна Македонија. И токму затоа планирам да биде 92-2002. Во книгата планот ми е да бидат објавени сите табели од првенствата на Македонија, прва, втора, трета лига ако имало таква во првенствата со сите резултати. Меѓутоа нема да има состави, суди и стадиони, значи тоа ќе биде премногу податоци. Ретко кој ги има Да. како податок. И ги немам, значи не сум запишувал состави, освен за Тетекс, за другите сум запишувал само резултати. Фудбал, кошарка, раковмет, одбојка, сите меѓународни настапи на македонските екипи во европските купови и сите репрезентативни настапи. Со тоа што кај репрезентацијата секој надпревар е со состав, со стрелци, жолти, црвени картони, колку имало публика, на кој стадион се играло, значи комплетна статистика. Време облачно, сончево. Па не до толку, не до толку. Не, видов еден податок, имаш и такво нешто едноставно. Да, тоа за атлетските надпревари сум За запишувал. атлетските како дури и во тоа времето. го имаш запишувано. Тоа го имам запишувано, бидејќи има големо влијание на загревањето. Колку е потопло времето, толку помалу загревање треба. Добро, организмот треба да се адаптира. И колку е поладно времето, толку подолго загревање и има навистина голем проблем кога се трчање надпревари на ладно, на студено. Значи најдобрите резултати се постигнувани во лето и на висока температура, колку за пример светското првенство во Маракеш, температурата на воздухот беше 48 степени. Па тоа и не е баш некој идеален услов. Тартанот беше стопен. Стопен. Буквално кога ќе ставиш прстите пропаѓаа во тартанот, као гума стопена. Меѓутоа јас на тој надпревар оборив државен рекорд на 200 метри. Едноставно тоа време ми одговараше. Спринтерките влагале подобро, грипот бил подобар. Да, меѓутоа кажав и претходно важев за голема мрза. Ме мрзеше да тренирам, ме мрзеше да се загревам и затоа ми одговараше топло време бидејќи треба помало загревање, помало разгибавање и мускулите беа подготвени и со мало загревање за надпревар. Додека на ладно требаше многу повеќе и токму затоа. Значи да се навратам на книгата. Комплетно статистички, значи кој фудбалер, еве пример ќе земеме фудбалската репрезентација на Македонија. Кој фудбалер колку минути има одиграно за репрезентацијата? Не настапи. Колку минути, до минута. Колку минути. Колку жолти картони кој играш има добиено. Значи сето тоа со датум на раѓање, со место на раѓање, значи комплетна статистика до најситен детал. Дали го имаш податокот за прв надпревар на Македонија? Репрезентација. Дали го имаш тој податок? Кога и за прв пат Македонија учествува како репрезентација? Значи веднаш Не збориме за независност. Да. Значи прв пат кога се појавува името Македонија како репрезентација? Да. Веднаш после завршување на Втора светска војна има многу од клубовите се расформирани. Значи некои дали со декрет на власта која што била во Втора светска војна, дали со декрет на новата власт која што доаѓа после Втората светска војна, клубови што успеале да опстојат, меѓутоа заради името, заради составот, некому пречели во тоа време. Без разлика дали за време на Втората светска војна или подоцна. Да не навлегувам во политика, можам да ги објаснам и причините зашто било тоа така. Меѓутоа, во тој период Југославија генерално е разрушена. Значи воени дејствија, Втора светска војна и едноставно не може да се организира првенство во фудбал конкретно.
И се одлучува првата година, 1945-та, значи Втора светска војна, Тетово е ослободено 19 ноември 44-та. 44-та не имало време, не мислел некој да игра да игра фудбал. Последниот град во Македонија што е ослободен, автоматски ослободена и Македонија на тој ден. Ослободена и Македонија, да. И никој не мислел во тој еден месец до Нова година од 44-та што останува на фудбал или на некоја репрезентација или на нешто такво. Токму затоа во 45-та година се организира првенство на Југославија со учество на репрезентации од републиките, плюс учествува како покрајина Војводина и репрезентација на Југословенската народна армија. Учествуваат, како му доаѓа, 7 екипи учествуваат. 7. Да. 6 републики плюс Војводина. Не. Автоматски 8 треба. 8. Со четвртфинали. Значи не збориме со Југословенската народна армија. Да, ЈНА и Војводина плюс републиките, значи учествуваат. Тоа е првиот официјален натпревар на македонската фудбалска репрезентација. Селектор на оваа репрезентација е Иле Шпиц. Се игра во Белград првенството, Македонија во четвртфиналето губи од Војводина со 3:1. Меѓутоа мора да кажеме дека Кирил Симоновски Джина, кој што во тоа време е најдобар македонски фудбалер, на тој надпревар игра за селекцијата на ЈНА. Значи пак Македонија не е во фудбал. Значи бил во ослужување на војниот рок, едноставно. Дали бил на ослужување на војниот рок или со декрет, со наредба бил повикан да игра за таа селекција. Како најдобар фудбалер. Го немам тој податок искрено, инаку Кирил Симоновски Джина има играно и за репрезентацијата на кралството на СХС и Југославија, има играно и за кралска Бугарија за репрезентација, како Кирил Симонов, претходно како Кирило Симоновиќ до 41 за Југославија и СХС, и единствениот македонец капитен на југословенската репрезентација после Втората светска војна. И веројатно и тоа е причината како најдобар фудбалер, како еден од најдобрите 11 веројатно во тоа време во Југославија да игра за ЈНА. Значи тогаш се настапува како Република Македонија или федерална репрезентација на НР Македонија. НР Репрезентација на Народна Република Македонија. Значи буквално со овој назив репрезентација на Македонија. Збориме за 45-та година. 45-та година во Белград првенство на Југославија. Потоа значи продолжува да се игра регуларно првенство, се формираат екипи, некои се обновуваат што функционирале пред Втората светска војна. И меѓутоа репрезентацијата на Македонија продолжува да функционира. Значи има новински извештаи каде што Македонија секоја година игра возвратни надпревари со репрезентацијата на Босна и Херцеговина. За некои си нивни празник таму во јули ние гостуваме таму. За 11 октомври доаѓаат тие кај нас. Во почетокот се играат тие надпревари во Прилеп, а потоа се селат во Скопје. Безброј пријателски надпревари против репрезентацијата на Србија. Имаме пријателски надпревар одиграно со Израел во 49-та година. Треба да играат квалификацијски надпревар во Белград, Југославија и Израел. Израел со авион слетува во Скопје на подготовки, игра надпревар против Македонија и после 3 дена оди во Белград и игра квалификацијски надпревар против Југославија. И сето тоа е јасно запишано во новинските извештаи во тоа време, репрезентација на Македонија против репрезентација на Босна и Херцеговина. Постојат пишани документи, фотографии од тоа време. Значи многу е. Ти ги имаш во твојата Јас имам архива. во мојата архива, меѓутоа многу лесно е да се провери, кој сака може да оди во библиотека да побара стара нова Македонија, 45-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, да си побара, да си прелиста. Ти го најде тој податок без проблем. Ги има во библиотека. Тие се. Значи не е ништо скриено, не е ништо измислено, не е ништо најдено на интернет, не е фейк ньюс. Едноставно постои во библиотека, во Скопје, значи во градска библиотека браќа Миладинови. Нова Македонија, тој период, изволте. Ќе отворите податок и да. Да. Покрај податоците за македонската репрезентација, ти имаш и за клубовите, едноставно, пошто Тетекс ти е нели пасија. Дали имаш податоци за Тетекс? Кога и како, што започнато, кој играл, како играл, кај се надпреварувал? Значи голем дел од податоците за Тетекс имам и стари вестници, имам читано и во стар печат исто. Клубот е формиран 18 февруари 53 година под името Текстилец, бидејќи го формираат текстилните работници од градот, од Тетово. На почетокот, значи, не се викал Тетекс, бидејќи Тетекс како комбинат во тоа време се уште не постои. Значи, тоа се неколку различни фабрики, кои што се уште не се споени во комбинатот Тодор Циповски Мержан подоцна.
од 61 година, значи се го носи денешно име ФК Тетекс. Интересна работа е тоа што белата боја е на Тетекс, бидејќи во тоа време, во 53 година, текстилните работници морале да собират, значи оние влюбеници во фудбалот сега, текстилни работници сега. Не сите текстилни работници сакале да играат фудбал, имало и други клубови. Започнале да собираат отпад низ градот, стари лименки, стаклени шишиња, да ги продаваат по отпадите и со тие пари отишле во Белград да купат дресови за клубот што го формирале. Кога отишле во Белград, виделе дека имаат пари само за бели дресови, бидејќи не требало боја да се фарбаат дресовите и затоа биле наевтини. Поевтино било. Затоа биле наевтини и затоа белата боја е одбрана како боја на Тетекс и можеби од денешен аспект изгледа интересно, љуботен се сини или плави, Тетекс е бели, навивачката група Војводи се плаво-бели, па веројатно еден спој, убаво сето тоа измиксано, споено, да. Инаку имам и состави, имам и резултати од Тетекс и табели од нивните настапи. Не е се комплетно, значи морам да признам, не е се комплетно. Најтежок период за наоѓање на податоци се 50-тите години, значи Тетекс во првата сезона игра во општинска лига Тетово. И интересно е тоа што на 10 надпревари во таа општинска лига забележува 10 победи и уште поинтересно со гол разлика во позитивот преку 100. Значи сите надпревари во просек ги добивал со двоцифрена разлика. Па влегува во Подсојуз, па 1, 2, 3 сезони во Подсојуз, па влез во Македонска, па испаѓање од Македонска лига, па да стане стандарден македонски лигаш. Па има 2 неуспешни обиди за влез во втората лига. Втората лига Исток од трета мајка што би се рекло, конечно му успева да влезе во втора лига Исток, значи против Влазними од Џаковица, тогаш се играло баражи за влез во втора југословенска лига. Најголемиот успех во Југославија, пласман во првата југословенска лига, 80-81 година, Тетекс е прв во втора лига Исток, пред Галеника Земун, една сезона во прва лига, па испаѓа и тука започнува еден слободен пат, значи доаѓа од прва лига, втора, доаѓа во македонска тогаш трета лига, за потоа да се формира и трета југословенска лига Исток, се прави една единствена втора, има трета лига Исток, игра и таму, па влегува, напуштаат прво словенските и хрватските екипи во 91 година, па така административно влегува во втора југословенска лига и како југословенски второ лигаш добива право на настап во првата македонска лига сезона 92-93 година. Веднаш во првата сезона испаѓа од прва македонска лига, значи тие странци, срби и од други градови што имало, веднаш се повлекуваат. Да, значи на едно место, да, во еден новински извештај каде што се раскажуваше нешто за Тетекс, прочитав дека како што растеше фабриката, комбинатот, така растеше и клубот. Како што почна фабриката и комбинатот да оди надоле, така почна да оди надоле и клубот, што мислам дека и ден денес тоа важи. Да се навратам на таа сезона, 92-93, Тетекс веднаш испаѓа од прва во втора лига и во втора македонска лига останува цели 16 сезони. Да, 16 години, 16 сезони, за да во 2009 година, како прв во втората лига, се врати во македонска лига и чест ми е што го имам од тој последен надпревар, дресот со број 16 во мојата колекција на Тетекс, без подписи од играчите. Ја имам 16-ката од 2009 година, последниот надпревар против Охрид, кога се доделуваше и Пехарот на стадион. Да, 16 сезони, веднаш во првата сезона, 2009-2010. Генерацијата на Брацо. Да, Брацо Вујчич, значи, од тоа што кажувањата во Југославија, значи не сум живеел и не знам, меѓутоа од кажувањата Стојан Џорчевски и Брацо. Се тие што за Тетекс имаат? Тие што за Тетекс имаат направено најмногу. Значи, две личности кои што го имаат задолжено Тетекс многу, за жал и двајцата не се помеѓу живите веќе. Веднаш во 2010 година Тетекс го освојува и првиот трофеј во Купот на Македонија против Работнички во финалето 3:2 во Скопје. Прв пат Тетекс игра во Европа. Ги имам и тие билети. Ги имаш картите, да. Во првото коло Тетекс е слободен, бидејќи како освојуваш на Купот, оди директно во второ коло. Во второ коло му се паѓа Вентспилс од Летонија. Значи, милионска екипа, која што претходната сезона игра во групите на Лига Европа. И сега му се паѓа Тетекс оди првиот надпревар во Вентспилс прежален, успева да извади 0:0. На реваншот во Скопје 3:1 за Тетекс.
Надпревар, што можам да кажам дека слободно повеќе од 20 години немам пропуштено надпревар на Тетекс, надпревар на кој што Тетекс ја има прикажано убедливо најдобрата игра. Во третото коло Тетекс е поразен од Елсбург од Шведска и во тој период, значи до 2010 година, само Вардар и Работнички има стигнато подалеку од Тетекс во Европа. А после тоа го има надминато само и Шкендија, бидејќи 4 пати играше во плейоф, значи во четврто коло. Тоа е четврто коло, Тетекс во трето коло испадна од Елсбург. Наредната сезона уште едно финале на куп против Металург во Прилеп, изгуби Тетекс 2:0. Браца замина, дојдаа нови луѓе, го преселија клубот. Најцрната, значи тоа е најцрниот период во историјата на клубот, без разлика што и тогаш освои трофеи во купот против екипата на Шкендија на пенали. И тогаш играше во Европа, беше елиминиран од Пјуник во прво коло, меѓутоа Тетекс во тој период не беше Тетекс, тоа беше Скопски Тетекс, бидејќи Тетекс во тој период домашните надпревари ги играше на стадионот во Ѓорче Петров, на стадионот Борис Трајковски во Маđари и неколку надпревари одигра на градскиот стадион во Велес, меѓутоа во Велес одигра бидејќи таму е вештачка трева, а беше зима, врнежи и не чинеа терените низ Скопје, имаше обиди, значи да се врати клубот во Тетово, па ќе се врати еден надпревар овде ќе одигра, па пак ќе побегнат во Скопје. За мене како хроничар и историчар на фудбалскиот клуб Тетекс, ова е најцрниот период во историјата на клубот. Значи не е срамота ниту пред 2 сезони Тетекс што испадна од втора во трета македонска лига, не е срамота ниту тоа што не успеа на терен да се врати од трета во втора лига, мораше да прави фузија со Лабуништа оваа сезона. Тековнава сега што е. Ова е најсрамниот период, најсрамното нешто што му се има случајно на фудбалскиот клуб Тетекс. Без разлика што, значи морам да признам, клубот функционираше на многу професионално ниво. Значи беа најдотерани, најубаво облечени беа играчите на Тетекс. Значи се одеше на подготовки во Анталија, се играше со екипи од Казахстан, од Азербејџан, од Русија, од Турција, од не знам каде. Меѓутоа, ние што го сакаме клубот и тетовската публика, тетовските навивачи нема можност да го гледаат тоа на својот стадион, на стадионот кој што го има изградено комбинатот Тетекс, односно на градскиот стадион во Тетово. И затоа ова е најголемиот срам што му се има случајно на фудбалскиот клуб Тетекс во историјата. Инаку се надевам дека Тетекс е формиран, како што кажав, 53 година, се надевам дека и тоа ќе излезе еден ден една книга, една монографија, еве најблиску е 70 години јубилеј на клубот во 2023 година. Се надевам на отворен апел, значи и до гледачите, до сите поранешни фудбалери, до сите повозрасни кои што имаат дома некои материјали, новински извештаи, записници од надпреварите, некоја евиденција, статистика, што може да се пополнат оние дупки, бидејќи има многу сезони каде што ми фали еден надпревар или ми фалат два надпревари. И затоа денес не можам да кажам статистика како што може да се извади за другите клубови, можеби дека тој има најмногу настапи за клубот или тој е најдобар стрелец во историјата. Не може да извадам таква статистика, бидејќи има многу такви сезони каде што по еден надпревар, два надпревари, а и комплетни сезони од 50-тите години, бидејќи например 53-та година, првата сезона во општинска лига, не се објавувани во весниците нема никакви податоци. Да, нема записници. Ниту во фудбалските федерации не, во фудбалската федерација на Македонија нема ништо. Или нешто слично. Во фудбалската федерација на Македонија нема ништо, значи неколку пати се контактирани. Имат некоја архива која што е во старата зграда во центар, односно кај Тифани. Меѓутоа никако да се погодиме со човекот што седи тука, што дали е чувар или нешто, едноставно велат дека не можеме да ти дадеме клуч да отвориш и да чепкаш сам по архивите, мора да има наш представник присутен. А веројатно не знаат дека и како новинар, и како хроничар, и како колекционер, дека веројатно за тоа што ќе ми го остават на час, два или неколку часа за да пролистам, дека ќе се грижам многу подобро од тие што биле платени за тоа да се грижат, меѓутоа тоа е више љубов и пасија. Тоа е друг муабет, значи тука ќе ја споменам еве и градската библиотека во Тетово, не знам како е правилно национална установа библиотека Кочо Рацин Тетово, бидејќи и од таму не наидов на соработка, бидејќи едноставно нивната архива на стари весници се чувала на некој покрив, еднаш ми рекоја, па покривот прокишњавал, па биле водени, па вториот пат се чувале во некои магацини хангари, па немале приступ, па не биле сортирани, па не имало прашина, не е ни битно.
Меѓутоа, ете, тука е градската библиотека Браќа Милодиновци во Скопје, каде што се е цакум пакум, скоцкано, наредено по датум, по архивски број, едноставно може од денеска да си влезеш на интернет, на сајтот, да си резервираш Нова Македонија од тој до тој период сакам, за утре од толку до толку часот, и едноставно да те чекаат на маса и едноставно да си листаш. Може би кошта поскапо, меѓутоа тоа е тој однос кон историјата што го имаме, бидејќи како сега денес некој ќе кажеме ова е значи легенда на фудбалскиот клуб Тетес, има најмногу одиграни надпревари. Да, можеби историјата не е битна, можеби. Меѓутоа како значи ќе имаме наши легенди, како ќе имаме спортски херои во клубот, ако ние не ја знаеме историјата. А историјата едноставно може само така, значи едноставно не знам дали постои човек кој што имал 20-30 години кога се формирал Тетес, за да бил свесен што се случува, па да започне одма да запишува се и денес да биде жив, бидејќи поминале 70 години, се веројатно би имал 100. Едноставно не постои таква личност. Или фудбалскиот клуб Љубота највеќе земеме, 919 година формиран. Пред 102 години, за 2 месеци ќе прават 102 години. Не постои и официјално најстариот клуб во Македонија. Да, официјално најстариот клуб на Македонија, иако и претходно имало клубови, меѓутоа најстариот активен клуб кој што без прекин кој што добие и посебно на пионери, да, во Шефилд. Меѓутоа 102 години активно постоење без прекин. Му го менјавале името после Втората светска војна. Меѓутоа и слушнавме тоа и од гостите кои што ни беа во емисија. 20 на години е функционер во фудбалскиот клуб Љубовен, слушнавме за причините зошто било тоа така. Меѓутоа пак е вратено името Љубота, неви ден денес си постои клубот. И сега едноставно ако не чекаш по старите архиви, по стари весници, нема како да дојдеш ти до тие податоци. Може по луѓе, некој што има дома, да, меѓутоа секогаш ќе фали еден или два надпревари за да биде таа сезона комплетна. Дури и самите учесници на некој настани, па и тие тешко се сеќаваат на нешто што се случило. Да. Па еве и пред оваа емисија јас порав малку по моите тефтери да прелистам, да видам каде сум трчал, што сум истрчал. Не, се случуваше во емисииве некогаш и да и коригираш и самите учесници на надпреварот со годините. Па добро сега. И самите забраваат. Значи, види, а не камо ли да не е запишано. Ако емисијава трае саат време, со гостите разговараме 1 саат претходно и 1 саат после, бидејќи не можеме да се доискажеме. Сега, ова е 36-та емисија која што ја снимаме на Time Out. Да, се собраја. 35, да, се собраја. Значи, од разговори со луѓе, мене ме интересираат тие податоци, значи, пишувам, ги собирам тие информации, тие податоци, и ме интересираат и едноставно, знаеш, од кога 10 различни страни ќе добиеш некој податок и ти веќе имаш краинарна слика, знаеш што се случувало во 64-та или во 76-та година. Има приказни кои што во Time Out си по неколку пати раскажувани од различни гости. За еден настан. За еден настан, да, и види, интересна работа е тоа што сите га кажа исто приказната. Значи поприлично запишано у мемуарите да, нивни. значи тоа што се случило е тоа, значи двајца, тројца, четворица више ти кажува иста приказна за исти настан. Како тој надпревар, пример, со Влазнимир Џаковица Баражот, за тие инциденти после надпреварот, за пречекот, автобусите и патешествието за назад. Да, значи пречекот на навивачите од Јашице до Стар стадион. Значи тие приказни се повторени. Како се што му се случува на Вардар кој ќе дојде на аеродром после освоена ракометна титула. Да. Тоа се случувало на времето тука кај нас. Да. Кога Тетек се враќал од некое освоено. Да, види, тоа е време кога немало интернет, кога немало стрим да гледаш на интернет. И на телевизија, ако има на телевизија, има тоа една радио. Да, или на радио пренос. Ако слушна. Да, добро, јас пораснав со тие спорт, музика, спорт на Радио 2. Да, значи, за жал, тоа сега изгледни го нема. Значи јас од тоа спорт, музика, спорт се сеќавам и на рекордот во прва македонска лига 17-0. Рудар Пробишти изгуби. 95-та, 6-та, 7 година таму. Јас го слушав на преварот на радио. Гостинска ова екипа во криза игра со пионери и кадети, некои деца собрани, колку само да се изигра. Значи, едноставно така беше, навистина и во 90-тите немаше, значи ниту стрим, ни на телевизија, тоа што ги ти пуштат, тоа е тоа. Немаше извор. Мада и денес не сме многу далеко, меѓутоа е многу по. Добро, еве се во последно време се трудиме што повеќе. Да, делот на преварите на тетовските екипи ги има и на програмата на КМ телевизија, ги има и преку стримот на Сајмон Сес продукција на Facebook и на YouTube.
Меѓутоа, ова е во 21 век, ова е еден пионерски чекор кај нас. За жал таква е ситуацијата, едноставно. Еден пионерски чекор кај нас, меѓутоа тоа треба да биде нормално. Замреа многу спортови едноставно. Да. Многу екипи кои што ги имаше на времето Тетово, се кои ше не постојат, Податок едноставно и од гостите кои што биле во емисијата. Во 70-тите, 80-тите години во Тетово се играла општинска лига во одбојка со 10 до 12 екипи. Значи екипи од Тетово. од местните заедници. Да. Значи имало екипа на Поток, имало екипа у Непроштено, имало екипа у Лешок, у Одри, у Глоѓи, Жеровјане. Имало општинска лига се играло. Па на тај општинска лига имало зона, како еден регион, да речем Скопје, Тетово, Костивар. Па имало втора републичка лига, па имало прва македонска лига, па има втора југословенска, па има прва југословенска. Значи ова е шеста лига доаѓало дека е општинскава лига. Ама постоела. Постоела, значи со 10 до 12 екипи од Тетово само. А сега за жал не можеме ни во прва лига да направиме една екипа. А плюс екипите што тетовски што биле во зона, во погорните лиги, доаѓаме до 20, преку 20 одбојкарски екипи само во Тетово. И Тетово било одбојкарски град, има репрезентативци, има добра одбојка, има да, зашто има квантитет, затоа излегол и квалитет. Денес во Тетово функционираат само 3 одбојкарски екипи во машка конкуренција и 2 екипи во женска конкуренција. Се на се, во двете конкуренции 5 екипи, а пред 40-50 години во Тетово имало 20 до 25 екипи одбојкарски, само во машка конкуренција. Веројатно уште половина од тоа и во женска конкуренција и доаѓаме до 40 на екипи одбојка. А сега цела Македонија не можеш едноставно да собереш толку екипи. Еве, Македонија цела има 10 одбојкарски екипи во сениорска конкуренција. 14 има во женска, 10 има во Па само во Тетово има 3 до 4 шампиони кои што биле едноставно од одбојкарските екипи кои што се замрени, кои што не постојат. Значи, единствен шампион од Тетово на Македонија во одбојка е екипата на Шкендија во 2011 година, кога ја освојува и двојната круна. Лирија 2 пати има губено во финале од работнички Фершпет. Јуохром многу пати во 90-тите губел во финале од работнички, меѓутоа има освоено купот. 4 пати го има освоено купот на Македонија. Лирија има плюс 1 изгубено финале, меѓутоа Јуохром има плюс уште 2 финалиња изгубени во 90-тите. Да не збориме за Лешок и за Лешок исто така играше во финале на Куп на Македонија против Струмица пред 3-4 сезони. Екипата на Универзитет Тетово, сега ново формирана екипа, меѓутоа исто така играше финале во Купот на Македонија против екипата на Струмица. И сега од еден таков одбојкарски расадин со 40 кусури екипи во 70-тите и 80-тите, пред 40-ти на години, со пола репрезентација тетовчани во 90-тите и почетокот на 21 век, доаѓаме сега во една состојба каде што најголемите успеси на македонската одбојка, пласманот на Европското првенство во Љубљана 2019 година. Еве и годинава се надевам дека ќе се пласираме и на второ последователно Европско првенство, да немаме ниту еден играч кој што потекнува од Тетово. Сега доаѓаме до онаа работа која што ја зборувавме претходно, дека статистиката и историјата ни требаат за да го одредиме проблемот. Тука доаѓаме до решението на проблемот. Значи немаме масовност, немаме квантитет, немаме екипи, затоа немаме резултати и успеси. Кога ќе погледнеме историски наназад што се случувало и кога ќе видиме статистиката, колку финалиња, колку трофеи, колку играчи излегли од Тетово, доаѓаме до решението зошто денеска немаме одбојкарски репрезентативци на Македонија од Тетово. За крај, бидејќи поприлично разговоров се прошири, Павле Симонски, спортски новинар, спортски собирач на податоци и информации, има ли некоја неостварена желба која што понатаму би сакал да ја оствари во текот на барем на оваа година, која што ни е сега, да ја заборавиме оваа претходна 2020, која што поприлично на спортот доста му нанесе штета, и дали Павле се најде во овој проект на тайм-аут и воопшто на спортот кој што се наоѓа на нашиот канал на КМ телевизија, и дали има некоја друга идеја која што може понатаму да се преточи во проект, кој што едноставно може да го гледаат нашите гледачи. Неостварена желба на спортски план. На спортски план. За другото, приватниот живот, ќе ти го оставиме чисто нека биде тајна. Значи,
Една од тие неостварени желби еве ми се оствари денеска, бидејќи многу сакав да гостувам во тајмот, ама ова не е за фрканција, сега сум многу сум сериозен. Добре. Многу сум сериозен. Многу сум сериозен, бидејќи знаеш и самиот од разговорите што сме ги имале кога сме договарале емисии, значи договараме гости и се тоа, меѓутоа цело време викав, а мене кој ќе ми направи емисија? Па не, поприлично ме стави у незгодна ситуација, пошто 28 години буквално сум излезен од оваа сфера. Мислам дека малку ќе се осети во текот на емисијата, но ми беше мило што ете изрази желба да во вака еден пријателски муабет, разговор, поприлично може да се навратам и јас у старите добри времења и ти да можеш да си кажеш нешто од твоја гледна точка. точка. Ја кажав дека емисијава кај што ќе видам сам на себе гостин, односно гостин у мојата емисија, ќе ја направиме само ако ја води Симе. Пошто може барабар за спорт да правиме муабет. Инаку мислим дека све друго ќе беше премногу официјално. Да не заборавиме и Дарен е стално позади камерата. Секако, значи снимателот Дарко, нормално, значи без него нема да видат емисиите. Значи тоа ми беше една од желбите, мислам дека можевме да разговараме уште неколку часови сигурно. Да, ма постојано ни вели дека и картичката и батеријата е при крај на камерите, да и мора да привршуваме. Да, тоа ми беше една од желбите и навистина сакав да бидам гостин, значи најискрено сакав да бидам гостин. Мило ми е и што сакаше да бидам водител на таа емисија. Да, значи секој ден разговараме за спортна работа и затоа сметав дека само ти може да бидеш соодветен и достоинствен водител да ме замениш на оваа емисија. Да. Инаку за неостварена желба како спортист секако учествувам на Олимписките игри, значи таа желба не ми се оствари и нема да ми се оствари да бидам како спортист на Олимпијада. Се надевам можеби некогаш како тренер или како службено официјално лице на некоја Олимпијада или зашто Олимписки игри. Децата се тука? Да. Можеби ќе изрази желба синот? Да. И ќеркичето, зашто да не? Да, синот почна малку со атлетика да тренира, значи и еве морам да кажам дека на 7 години на оние контролни мерења на 20 и на 30 метри имаше подобри резултати од мене што сум имал на 11 години. Можеби тоа ќе биде некој знак, можеби тој Добре, гените работаат. Да, можеби тој ќе оствари мојата желба, инаку секако. Значи тоа е. За репрезентација учествував, меѓународни медали освоив, рекордите кажав нека ми се јават кога ќе ги оборат. Значи можеби ќе звучи арогантно и све, меѓутоа мислам дека го имам тоа право да го кажам со тоа што со оглед дека рекордот е стар поприлично веќе. Рекордот е стар и со оглед на тоа што ми се случуваше, со оглед на тоа што мислам дека ми беше нанесена неправда, бидејќи тогаш беа со мене неправедни и арогантни, мислам дека можам јас сега да бидам арогантен, иако овие млади генерации кои што денеска тренираат атлетика ништо ми немаат злешено, искрено и не сум во текст. Да го оставиме тоа на минатот. Да. И едноставно тоа е тоа. Значи учествувам на Олимпијада, бидејќи едната желба еве денеска ми се оствари, гостувам во тајмаут, а од наредниот петок продолжуваме, јас ќе бидам од таа сала, ќе имаме некој палката ќе ти биде предадена, едноставно мислам дека поприлично податоци им дадовме на нашите гледачи и дека нема да им биде досадно, дека уживаа во разговорот, поприличен број на податоци си со информации полн ги предочи, ќе видат и нашите гледачи и на слики и на фотографии кои што ќе бидат во емисијата. Јас ти благодарам за твоето лично собствено гостување во собствената емисија и што ми даде шанса да ја водам твојата емисија. И од наредната епизода си продолжуваш понатаму да си го тераш теркот како што си го тераше до сега, со многу други гости уште попознати и пославни од поголемиот дел простор на Балканот. И воедно би сакал во оваа 2021 година да заборавиме на минатата 2020 година и да им посакаме здравје првенствено на луѓето и што повеќе спортски гледачи да има на спортските настани. Симе, ти благодарам и тебе уште еднаш што прифати да бидеш водител денеска, да ме замениш за една емисија, да, и да ми направиш чест да бидам јас гостин. Мислам дека одлично ја заврши работата. Мислам дека спортот на КМ телевизија е доволно застапен, секогаш може повеќе, ќе се трудиме да биде и повеќе, може да гледаат и надпревари, имаме и емисии. И едноставно тоа е тоа. Јас си посакувам и здравје, и многу среќа, и многу љубов на сите гледачи на КМ телевизија и да продолжат да не следат. Ти благодарам. Тоа беше се од нас. Се гледаме во нови спортски успеси.